За себе вели дека е најгордата ќерка на свет и се што денеска знае е благодарение на нејзиниот татко. Нејзиниот татко е првиот човек кој што го донел кикбоксот во Македонија и е легенда на боречките вештини во Македонија. Иако денеска веќе покоен, Златко Неделковски представува секојдневна инспирација за неговата ќерка, која секојдневно ги подучува младите и децата на се она што го научила од нејзиниот татко. Денеска Академијата Златко Неделковски во Битола го брои голем број на членови, односно таму се собираат и тренираат голем број на млади од Битола и деца. Таа е тренер на боречки вештини, но и моќна жена која што ги крши границите што општеството и ги поставило на жената. Авторка е на книгата Големиот воин и неговата храбра ќерка. Моја денешна гостинка во емисијата Мој збор е прекрасната и инспиративна Дијана Неделковска. Темата на денешната емисија, односно темата на денешниот наш разговор е боречки вештини како принцип на мудрост или само како телесна вежба. Сега дали станува збор за животен стил, односно за животна филозофија или станува збор само за телесна вежба, ќе слушнеме од тебе бидејќи ќе ни се представиш и во продолжение, меѓутоа долгогодишно се занимаваш со областа на боречките вештини и еве за почеток би сакала да те прашам колку време се занимаваш со оваа дејност и веќе клубот кај што сега имаш генерација на ученици, своји веќе следбеници, колку време постои, кога е основан и која е основата? Пред се ви благодарам на поканата и баш ми е чест што сум ваш гостин. Моето име е Дијана Неделковска. Во Битола, може би во Македонија ме познаваат како Диди Занедо. Јас сум ќерка на маестро Златко Неделковски, човекот кој прв го донесе кикбоксот во нашата држава. Работам и тренирам веќе подолго од 34 години во Академијата на мојот татко. Академијата е оформена некаде во 80-тите години. Искрено, на почетокот се викаше Кунфу клуб Битола од Битола, но со самиот тек на животот се разви во Академија. До пред некое време се викаше Занедо, веќе после смртта на мојот татко ја преименувавме како Академија за боречки вештини Златко Неделковски, го носи неговото име и презиме во чест на неговата долгогодишна работа. Останав јас сама со моите инструктори да го продолжам неговиот пат, кој го имаше замислено. Искрено мислам дека на добар пат сме и тоа е тоа накратко за мене.
дали твојот татко ти беше будилка, инспирација и тој да воведе практично во овој свет на боречки вештини и дали многу работи можеби си видела од него и си научила од него, како се трасираше твојот пат, како дојде на идеја баш да се занимаваш со, да речам, баш специфична, не толку типична дисциплина како што се боречките вештини? Така. На почеток, искрено, кога започнав со моите почетоци во светот на боречките вештини, тоа е некаде на мојата 4 годишна возраст. Значи, кога знам за себе, јас сум веќе заедно со мојот татко. Искрено, самите почетоци беа многу тешки, затоа што татко ми беше многу против керката да го наследи него. Јас имам постар брат и некако во фамилијата беше филозофијата машкото да го наследи таткото, но кај нас не беше така, се случи сосема обратното. Многу години бев бркан од целата да не бидам тука покрај него, да не ги изучувам боречките вештини, но мојот инат и желбата за да бидам она што сум денес, мислам дека беше посилна од желбата на татко ми да не го наследам. Кога веќе виде, го открив мојот талент и виде што се крие во мене, тогаш веќе почна да се посветува на мене. Заедно да работиме. Мојот татко и по неговата смрт, значи е мој ментор и водилка во животот. Се она што сум денес и се она што знам за светот на боречките вештини е благодарение на него. Филозофијата на боречките вештини, јас и на моите ученици знам многу често да им кажам дека е доста длабока и доста голема. Не е само да се доаѓа на тренинг и као ајде ќе тренираме еден час кикбокс и ќе си заминеме дома. Не, нешто подлабоко е, нешто натрешно. И само многу мал дел на ученици ќе го сватат на вистинското што значи да се тренира боречки вештини. Ono što mene mi je mnogo interesno во целата твоја лична прикажа што ми ја раскажа е тоа што си, да речам, специфична, нетипичен прототип на жена во Македонија. Значи се занимаваш со една област која што, да речам, припадничките на понешниот пол, односно жените не би избрале радо или барем во воспитниот систем каде што раснат, не ги насочува баш во таа област. И сега ме интересира како тебе општеството се перцепира, како другите гледаат на тебе, дали понекогаш го имаш оној момент се плашат како да ти пристапат или си им премногу инспиративна поради твојата приказна, како луѓето, дали имаат стереотипи и предрасуди по однос на тоа? На почеток кога започнав со тренирањето на боречките вештини, бев помеѓу единствените женски, значи бевме околу, сега да не ве лажам, околу 10 женски во самата академија, поголемиот дел беа машки, додека со самиот тек на времето, денес мислам дека има многу жени кои тренираат боречки вештини. Во мојата академија во моментот имам повеќе девојчиња кои тренираат боречки вештини отколку момчиња, што сум навистина горда. Имало секакви ситуации на децата во мојата академија и на луѓето во околината. Им делувам како голема инспирација на силна жена која се бори сама за себе, која води огромна академија со огромна историја. Значи, нашата академија и поточно клубот на мојот татко е првиот клуб во Македонија за кикбокс. И да носите еден таков товар на себе и да го продолжите тоа огромно име на кое и светот му се поклонуваш и ден денес после неговата смрт, значи е навистина голем товар. За многу луѓе сум инспирација на како што кажам, на силна жена, на жена која знае да се бори, никогаш не се откажува и покрај сите препреки во животот. Но има и од другата страна луѓе кои се плашат, као ќе кажат, да, ти силна жена си, од тебе ми е страв, меѓутоа јас сум жена како и сите останати жени. Ова е само една моја професија, значи која сакам да ја работам и кога би се родила повторно, јас сепак би избрала пак да бидам она што сум денес, иако патот до она што сум е навистина тежок и доста трнев и доста бара одрекувања во животот. Не е така едноставно да се бориш сепак во машкиот свет, сепак е боречките вештини се мислам дека повеќе машки спорт отколку женски, но мислам дека гордо и рамноправно се носам со мажите. Исто така се прашам со однос на тоа дека еве во бројот на ученички, односно твои следбенички, како што кажа и ти, повеќето на вежбите сега се појавуваат девојчиња отколку машки за боречки вештини и можам да кажам дека ти си можеби една од првите жени во областа на боречките вештини која што го поттикнала можеби тоа движење. Дали ти беше можеби планирано да направиш една таква крупна општествена промена и промена во боречките вештини или се дојде тоа спонтано со самото твое лично докажување и со личниот успех што го доживеа, па другите видоа и се идентификуваат со тебе? Јас мислам дека тоа дојде самото спонтано, затоа што
Со оглед на тоа јас дека сум трикратен светски првак, значи 2013, 14 и 15, 3 години со ред, можеби самите тие успеси ги поттикнаа девојчината да се изборат во салата пред машките и да го покажат она што го знаат, најдобро што го знаат. Мислам дека дојде спонтано, меѓутоа една пречка има кај машките, е нивното его. Малце им е потешко да признаат као дека жена ќе ги тренира и тука малце се косиме со егото на мажите. Во мојата академија тренираат деца од 4 годишна возраст до најстарите кои ми се 60 години, значи станува збор за 60 годишен маж. Работам значи со сите генерации на луѓе. Искрено сакам да ги поттикнам во ова лудо време сите да тренираат боречки вештини. Не ми е целта да имам повеќе девојчиња или повеќе момчиња. Целта ми е да научат боречки вештини, да знаат како да се самоодбранат, како да се заштитат, затоа што во денешницава има милион тренери за боречки вештини, мислам конкретно зборувам за мојот спорт, но пред да бидеш добар тренер, мислам дека треба да си добар надпреварувач и спортист, да научиш да ги поминиш тие некои процеси на губење на борба, процеси на победа, процесите на тренинг, колку се самите тренинзи макотрпни, колку одрекување има во животот, за да можеш понатаму целата филозофија да има ја пренесеш на своите ученици. Според мене, јас мислам дека не се станува тренер за боречки вештини преку ноќ. Дека си тренирал као 2 години во некој клуб и сега си тренер. Не. Затоа што сепак носиш голема одговорност на останатите деца кои се пуштени од нечии родители за да ги тренираш ти. Одговорноста е навистина преголема и пред да работиме со деца, мислам треба да се запрашаме колку имаме знаење и како ќе работиме со тие деца. Ти водиш имаш посебен животен стил, имаш посебни животни навики. Например, дори ние пиеме кафе, ти не пиеш кафе, не пушиш цигари, не консумираш алкохол. Сето тоа, например, за нас, кои што не се занимаваме ниту со спорт, ниту со боречки вештини, значи преголемо откажување од некој педагогизам што ние си го дозволуваме. Дали ти тоа го свати како преголемо одрекување или можеби желбата да бидеш врвна во областа со која што се занимаваш, ти донесе на некој начин задоволство да се откажеш од сите тие работи затоа што знаеш дека целта што ти ја имаш поставена е многу поголема од тие секојдневни мали уживања што ние си природуваме. Јас ги имам тие истите уживања кои и вие ги имате, меѓутоа се малце поразлични од вашите. На моја 18 годишна возраст, кога некаде завршува со средното училиште, разговорот помеѓу мене и мојот покоен татко беше каде сега, дали на факултет или кариера. Јас едногласно се одлучив дека сакам кариера, затоа што мислам дека кариера не се гради на мои 40 години, него меѓутоа се гради на 18. Се одреков од школувањето као завршувањето факултет и се посветив на кариерата и тогаш во тој период го тргнав да речем алкохолот, не дека јас пијав алкохол, меѓутоа како и секој нормален човек се случуваше да се напијаш по една чашка пиво или вино, меѓутоа тогаш пресеков и се посветив на кариерата, не желам поради тоа, како што кажав и на почеток, има навистина многу одрекувања, значи не излегував со другарките толку често, не одев на кино, не одев по кафичи, ден и ноќе бев јас во салата, се посветував на себе и имав цел, да, светските шампиони кои ги освоив ми беа една најголема цел во животот и навистина сум горда што ги освоив. Имам задоволство, значи имам 2 кучина, уживам со нив, ги шетам, имам пријатели, ги имам тие мали некои работи кои вас ве прават срекни, само се малку поразлични кај мене и исполнета сум и срекна и како што кажав, да се родам повторно, да треба повторно да изберам да се одречам од некои работи, ќе се одречам затоа што навистина сум срекна и исполнета и го сакам ова што го работам и доколку ги прашате оние кои доаѓаат кај мене на тренинг или самите родители, оние кои ме познаваат, ќе ви кажат со колкава љубов јас ја работам ова работа. Јас имам слушната, например, од мој близок човек, кој што вели дека тренерот по боречки вештини е како втор родител и има многу клучна педагошка улога во развојот на личноста на младиот човек. Дали и ти така ја доживуваш со таква одговорност твојата работа, нели тренер си, па ги собираш можеби младите луѓе да доаѓаат во сала, да се занимаваат со телесна вежба, со боречки вештини, да научат нешто ново, наместо да бидат например во некои други места каде што се служат пороци, нели на достап им се и алкохолот, да не зборуваме понатаму за некои други пороци. Дали ти со таква одговорност можеби се ја прифаќаш својата задача и работа што работиш? Знаете како јас на самите родители им кажувам само едно.
се додека нивното дете е надвор од салата е нивна одговорност. Се додека нивното дете ќе влези во салата, тогаш јас сум и тренер, и мајка, и татко, и доктор, и психолог, и се што е потребно за нивното дете. Децата кои доаѓаат во мојата академија се гледани како истина како мои деца, како јас да сум ги родила. Многу сум блиска со тинејџерите и со останатите дечиња. Поголемиот дел на нивни проблеми ги знам јас, а не ги знаат нивните родители. И тука сме заедно да ги решиме тие проблеми. Колку што можам, колку налага моето животно искуство, затоа што сум далеку повозрасна од нив, да им помогнам, да им го покажам на правиот пат. Не дека тие нема да учат во иднина од своите грешки, меѓутоа колку што може да се намалат тие грешки, да знаат да го изберат што е доброто за нив, а што не. Дефинитивно јас не учам во мојата академија хулигани, значи учам деца кои понатаму во животот ќе прераснат во културни, паметни луѓе, без разлика која професија ќе изберат, да не е боречките вештини. Мојот татко многу често знаеше да каже на мудра мисла дека секој може да биде шампион, но многу ретко може да биде човек. Значи најтешко е да си човек. И таа е филозофијата на боречките вештини. Значи сите можеме да освоиме шампионат на ваков или на таков начин. Меѓутоа што останува понатам кога ќе прекинеме со боречки вештини, каква личност ќе станеме, колку ќе му помагаме понатаму на другите луѓе, колку нема да се страмиме понатаму, колку ќе се одгледуваат нашите деца понатаму на нас. Значи сепак филозофијата е поголема. Мислам дека сум на добар пат и мислам дека и самите родители се горди на што го работам со нивните деца и не случајно академијата има толкав број на луѓе и постои на 45 години. Оно што исто така сакам да го прашам е, ти во претходните некои своји одговори спомена дека представува многу подлабока мудрост кога тренирате боречки вештини, вие едноставно се градите и како личности. Ме интересира кои се тие вредности, дали може би тоа што има боречки вештини, што се тренат во боречки вештини, те прави многу поборбена во животот. Некако знаеш да препознаеш кога треба да се протиставиш на злото, на неправдата, може би да заштитиш некој што е послал по тебе, или едноставно да си ги браниш твоите права. Дали боречките вештини да научија на некоја општа животна борба? Боречките вештини ќе ве научат како да продолжите понатаму кога животот ќе ве падне многу ниско. Затоа што јас вака велам, животот е многу убав. Само треба да го гушниме кога силно боли, но некоја знае да не падне многу долу на дното и соочена сум со околината околу мене, гледајќи ги моите пријатели, со најмал проблем не можат да се изборат. Тука кога јас тренирам боречки вештини и моите деца, значи кога сака нека е проблемот, едноставно кај нас зборот не можам и не ќам не постои, значи едноставно мора да се избориме. Како викаат, имаме само две правила на болката, или да умреш од неа или да се научиш да живееш со неа, да се избориш. Значи тоа е тоа, боречките вештини мора да те научат да станеш посилен, да се избориш кога е тешко, да уживаш кога е убаво, да си тука за пријателите, да им помогнеш кога им е тешко, да си вистински пријател, да знаеш, да процениш кој човек не ти мисли добро, кој човек на вистина ти мисли добро, да знаеш да верува со резерва. Се што правиш, едноставно да можеш да го процениш и да видиш каде ќе оди, дека грешки ќе има, во секој случај, значи не сме ние семокни и да предвидиме нешто дека вака ќе били така. Како Дијана се мотивира? Дали имаш, например, некој дневен ритуал или утрото кога ќе станеш од спиење, дали се кажуваш некоја мотивациона порака со тоа што ќе ги исполниш или осмислиш денот, или ќе се дадеш мотивација на себе да се бориш понатаму, да дојдеш да одржиш тренинг или сите твои цели што се поставени некаде таму во твојата глава да си ги реализираш, по кои животни принципи мотивациони пораки може би се водиш во живот? Пораки јас не имам по кои што се водам во животот. Едноставно позитивна енергија и она што ме води во животот се оние малку луѓе што ги имам покрај себе, моите две кучиња, фамилијата. Некако она најмногу што ме води во животот е татко ми, без разлика што е покоен сега и што не е покрај мене. Некако се она што ме научил во животот и само кога наутро ќе погледнам неговата фотографија дома, ми дава сила за понатаму да издржам, затоа што си велам го помина најтешкото, сега одиме понатаму, не чека уште поубави работи, одиме уште појако. Едноставно мене болката ме прави посилна кога јас имам некаков проблем во животот, без разлика дали е мој личен или на некои блиски мои луѓе,
самиот проблем ме прави посилен да им докажам на луѓето дека јас можам повеќе, дека јас не сум тука, не сум за проблемите, јас сум многу посилна и можам повеќе. И едноставно тие се некои работи кои ме мотивираат да се изборам во животот и да бидам посилна, затоа што знам и верувам во себе. И јас сум доста, оние кои ме познаваат, доста сум позитивна личност и насмејана и сакам таква да се гледам во иднина. Не може една болка да ме спречи да бидам оно што сум. Ти како што кажа, сите вредности и целата твоја духовност во однос барем на боречките вештини, животна филозофија се наследила така. Ти имала ли прилика никогаш од него лично да слушнеш признание или да ти каже дека си на добар пат или да ти каже дека, например, го следиш неговиот пат достоинствено? Ти признал ли никогаш во животот такви работи или цело време се водело до на јапонската поговорка децата се фалат само да спијат или да стоат? Мојот татко, оние кои го познаваат, а го познаваат многу луѓе, важеше како една строга личност. Беше доста строг, без разлика дали се работеше тука во клубот или приватно дома. И секогаш бев јас она која бев бркана од салата, без разлика кој ќе направеше глупост или ќе сгрешеше. Секогаш бев јас бркана, измачувана, на полагањето за појас јас најмногу правев од сите. И искрено ден денес му сум благодарна за тоа што така се однесувал со мене. Неговото признание дека е горд со мене беше 2013 на светското првенство, тоа е првото светско мое првенство во Атина, кога се качив на пиедестал, кога се вееше знамето на Македонија, кога се пееше химната и кога го слушнав дека е горд на мене и тогаш слегов од пиедесталот и мојот медал му го дадов некој и му кажав да, ова е медал за тебе, а не за мене. И тогаш беше единствениот момент каде што ми се исполни душата и каде што сосети навистина горда дека конечно тато призна нешто дека е горд на мене. Поголемиот дел значи беше онака строг, ред и дисциплина на тренинг и на секој интервју кога ние го дававме заедно. Јас него му се обраќав со мајсторе, значи јас и на тренинг разговаравме со мајсторе, никогаш мојот татко не го викав со тато, кога сме во салата или на надпревар или пред телевизија. Јана, навистина војот инспиративен разговор, можам да кажам дека ова е еден од ретките разговори кои што ја потполно уживав, да и се претвори во ова, само да соберам што е точно повеќе информација и знања. Те благодарам што еднаш што беше начистничка, односно што гостуваше во мојата емисија и те посакувам многу успех понатаму. Ви благодарам за поканата, мене навистина искрено ми е чест што бев вас гостин. Жал ми е што немаме прилика да ги снимиме дечињата, но вратата во мојата академија е секогаш отворена за вас и кога и да имате прилика, повелете, ќе се дружиме повторно.